Добра вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте на Алфа телевизија. Продолжуваме со програмата, како што знаете, следува за или против. Денеска ќе зборуваме за нешто што е голем проблем, особено изминативе години, нешто кон кое што сега се отвори фронт, ако може да кажем, и се најави борба, тоа е борбата против криминалот, и оној на улиците, меѓутоа оној и во сите сфери во општеството. За тоа како функционираат криминалните групи, што се случува сега на терен и што може да очекуваме во периодот кој што следи, вечерва разговарам со поранешниот началник во МВР, Љубомир Ѓурчевски. Господине, добра вечер. Добро вечер, поздрав за гледачите за телевизија Алфа. На почетокот би сакала, сме говореле на многу теми тука во ова студиово, меѓутоа би сакала сега за почетокот да објасниме, ако може, како функционираат криминалните групи, бидејќи ова објаснување потоа ќе не наведе и на сите останати прашања кои што сакам да ви ги поставам, ама мислам дека е клучно и за нас и за гледачите да објаснеме каква е структурата, односно оно што може да го споделите, каква е таа шема, како функционираат, кои се начините на кои што пазете, делуваат. Ако се направите една криминолошка слика на организираните криминални групи, кои што се рак-рана на секоја држава, па вклучително и на Република Македонија, секогаш треба да се имаат во предвид неколку работи, и тоа прво структурата на таа криминална група, хиерархиската поставеност која што е строго централизирана и премногу се почитуваат внатре во рамки на криминалната банда, значи шефот може да биде заменет само кога би настапила физичка ликвидација. Значи главниот најгоре што е на врвот на криминалната банда. Тие се многу солидарни меѓу себе, знаат да бидат солидарни и према други, многу се егоистични, значи кога ги анализираме, и секогаш тежнеат да се позиционираат и да се инсталираат во политичките елити. Како да ги корумпираат и да ги подмитат политичките елити, се со цел да си купат неказнивост, значи што е многу битно, да си купат заштита од евентуален прогон и од прогон од полицијата и сите други органи, вклучително на чии врв стои јавното обвинителство, од кривичниот прогон за сторените дела. Тие често пати знаат да извршуваат и валкани работи за интерес на политичките елити, особено во време на избори, предизбори, малтретирање, уцени, закани на гласачи, на гласачко тело и така натака, се со цел да си ги добијат овие привилегии кои што ги имаат, па затоа често пати во медиумите и многу експерти викаме дека мафијата, односно организираните криминални групи, си создадоа своја држава. Значи, дека се премногу вклучени во вкупните политички збиднувања, политичко-економски збиднувања, затоа што па тие елити највише помагаат во легализација на пари од криминални приноси, тука алудирам и на криминалните приноси, попознато во јавноста перење на пари, ајде да го употребуваме тој термин, пошто тој е поразбирлив за гледачите, значи и оние пари од јавните набавки, кои што ги остваруваат со коруптивни действија, баш избрани и именувани функционери и дел од администрацијата и вкупниот државен апарат. Ние зборуваме за корупција во образование, во здравство, во полиција, во затворска полиција, во сите институции, значи немаме каде што можеме да кажеме дека ја немаме таа состојба. Еклатантен пример на инсталацијата на организираните криминални групи визави државата беше удирањето на полицајката од Пајакот. Значи тогаш сторителот, кој што припаѓаше на една политичка партија, елита, која што во тој момент беше власт во Република Македонија, беше заштитен од прогон за сторено кривично дело спречување на овластено службено лице во вршење на работи од областа на безбедноста. Разбирате, тоа се кривични дела против јавниот ред и мир. И вие во една таква ситуација, кога тоа се создаде, криминалните групи се осилија
и влегоа со корупција, со пари. Мислите дека тоа беше клучната Не, точка тоа каде што беше видоа дека дури јавно нешто вака да се направи, дека нема ништо да се тогаш реагира? излегоа од контрола на државата. Не дека претходно немало криминал и организиран криминал, не дека претходно немало трговија со дрога, не дека претходно немало трговија со човечки органи, трговија со деца и така натака, не дека претходно немало перење на пари од особено легализација на оние пари од јавните набавки, од еден куп случаеви. Но тога зборував не дека државата ја контролира состојбата. Значи имаме релативно, јас секој пат го употребувам тој термин, релативно поволна безбедносна состојба. Разбирате? Значи, работите се држаа под контрола од државата. А од кога се случи, значи Откако се случи, тогаш веќе се изгуби, тогаш државата ги изгуби своите функции. Довербата во судството падна на ова ниво на кое што ни е. Значи 2% и помалку од 2%. Довербата во јавното обвинителство и криминалот и корупцијата во тие институции отиде до тамо да врховен судија и член на јавно обвинителски совет да бидат фатени живи, инфлагранти, што викаме во криминалистиката, со пари од корупција. И да се спогодува, што беше најголема трагедија. Јавното обвинителство се спогодуваше со ними за казна, што е исто така само сигнал дека организираните криминални групи, значи, беа толку силно позиционирани и толку добро се инсталира. Вие знаете колку лица од затворите слободно излегува, се шета. Да, тоа ќе беше следното прашање. Да. Ако знаеме дека така функционираат кога се на слобода, ете некои од нив ќе завршат зад решетки, меѓутоа оние работи што ги откри директорот за извршување на Александар Пандов, мислам дека се шокира првенствено јавноста тоа колку од тие кои што треба да извршуваат, одлежуваат казна, не се во затворите, тоа едноставно ги нема. За потоа да имам информации колку и како се пренесуваат последниот случај со куќето Цеца, како беа пренесувани, како часовникот наводно бил баран и слично, што ме носи на следното прашање. Како успеваат, еви кога ќе завршат зад решетки, тоа значи дека буквално секаде имаат луѓе и дека ова битка е сериозно тешка. Значи нема каде што немаат човек и начин на кој што може да... Факт е дека ова влада во првиве 11 месеци води ригорозна битка за решавање на сите тие проблеми кои што ги коментираме. Криминалот и корупцијата од најниско до највисоко ниво во казнено-поправните институции, зборам во затворите, во казнено-поправните институции, огромниот број на телефони, користење на привилегии кои што не им припаѓаат на осудените лица, слободно излегување, дозволи за работа во фирми надвор од институцијата каде што треба да извршуваат, санкцијата за кривични дела за кои што законот не дозволуваат една таква состојба, по 4-5 месеци пуштање на слобода заради лекување, прекинување на издржување на казната, затоа реков. Злоупотреба за такви нешто што имаат право. Меѓутоа имавме други случаи кај што луѓе што имаат сериозни здравствени проблеми, а не ги добиваат тие привилегии кои што им следуваат согласно закон. Согласно закон, например, ние имавме ситуација мајка со малолетно дете да не може да излези 3 години. Ни на викенд. Така е. Значи, затоа што имаме една ситуација каде што имаше тотален политички прогон, кој што тотален политички прогон додатно таа владина структура во спрега со овие организирани криминални групи вршеше додатна тортура и секој кој што ќе се спротивставеше на остварувањето на нивните привилегии, да не им донесит мобилни телефони. Луѓе секоја ден тамо се носат мобилни телефони со припет бројчина, се јавуваат и го фрлат, го уништуваат и мобилниот телефон и се со цел да не може да се применат посебни истражни мерки. Дури контролираат и се нарачуваат и одредени акции додека се точно заради тоа му се носи телефон, лидерот, например, ајде го земаме Раде Штекли. Раде Штекли е лидер на улична дилерска мрежа. Значи, тој не е трговец на големо со дрога, него контролират
позамошен број на луѓе 15-20 локални улични дилери кои што дилаат на релација аеродром, центар, Карпо, значи тој дел Тафталиџе и така натака. Значи тој од затвор, без разлика што е сега тој во затвор, без разлика на сите оние 3 обиди, ние овде зборувавме баш во ова студио дека тој отиде да се откупит во Дубај, кога отиде во Дубај да се откупит, се со цел да прекинат обидите за негова ликвидација. Како заврши, немаме точни информација, не дека кланот Грчеци не се контролираат од Дубај се уште, че да не се лажиме. Шефот е таму и крај шефот што ќе каже тоа мора да се изврши, се знаат хиерархиски надоле. Зато реков централизирана хиерархија внатре во криминалните групи. Таму секој кој што ќе се обиди да не ги извршуваат наредбите, тој е ликвидиран. Таму нема поинакво излегување. Лесно е да влезите во тие организирани криминални групи како извршител, но многу е тешко да излезите. Значи се излегува само физички ликвидиран. Да не се лажиме, па особено некои кога ќе добиет многу големи, кога ќе добиет и соодредни сознанија за делување на групите, за нарачување на убиства, за платени убиства, за поголеми набавки на количина на дрога, за трговија со човечки органи, за трговија со деца, со луѓе и така натака. Значи сето тоа е премногу сериозно. Јас од ова што досега Министерството за внатрешни работи во овие 11 месеци го изработи, јас сум презадоволен како поранешен оперативец. Значи, пазете, голем број од тие лица се во затвор со правосилни пресуди, без разлика на се. Проблемот е сега како да се равчистат состојбите во затворите. Да, еве имаме обид, очигледно се расчистуваат, меѓутоа му беше запалена семејната куќа. Тешко одат, точно, затоа што тие бидејќи претходно слушавме и на одредени политички службеници да им биде запалено возило. Па на обвинители, на суди, на влада, на премиери, на министри, значи тие закани, тие уцени, особено доколку некој од тие функционери се дрзнал да земи пари од тие организирани криминални групи, да го стават на список, како што имавме сознание за огромен број на функционери од предходната влада кои што беа на список на тие организирани криминални групи. Значи точно се знаеше кој од вице-премиерите, кој од министрите, кој од директорите на јавните предпријатија, кој од директорите на затворите. Значи точно се знаеше кој колку, што, како, колку примил, како примил, кој ја провали акцијата Планина. Значи, акцијата Планина за ловот на дрогата во Грчец, што беше, нели, обвинителката Вилма Русковска, па излезе се правеше народен херој. Извинете, конспиративноста вие внатре си ја продадовте и си ја уништивте во рамки на институциите надлежни за гонење на организираниот криминал. Значи, тука е проблем. Да, ако зборуваме дека Министерството за внатрешни работи ќе ги уапси, ќе спроведе акции, на терен, ќе донесе информации, нели сето тоа, меѓутоа следниот чекор е како понатаму со тој доказен материјал и ние сега доаѓаме до уште еден проблем, а тоа е и таа доверба во правосудството која што ја споменавте, меѓутоа имаме случаеви каде што проблематични се и по самата постапка, доказите, обвинителниот акт, во тие кругови се зборува дека и можеби намерно се изостанува едни и други докази. Што се случува понатаму за ние да стигнеме да имаме толку голем корупција и толку ниска доверба во судството? Тоа е главното прашање. Валоризацијата на вредноста на постигнатите работни резултати на полицијата доваѓаат доколку имаме ефикасна истрага, имаме квалитетен обвинителен акт и имаме реална и законита пресуда. Тогаш тоа што го сработила полицијата или финансиската полиција или царинската управа е валоризирано, значи добило вредност. Дека тоа е така и дека. Но проблемот е што тука веќе на втората скала, а втората скала е јавното обвинителство кое што согласно Уставот на Република Македонија и согласно Законот за кривична постапка е единствен надлежен орган за процесуирање на кривичните дела од сите области, без разлика дали е од општ криминалитет, дали е од областа на крвни деликти, дали е од областа на организираниот криминал, на финансискиот и така натака, да не ги редиме сега. Значи, затоа викаме дека тука нас ни е најголемиот проблем. Јас ќе ве потсетам, во контекст на вашето прашање,
Ова влада, само што почна со работа, веќе во септември месец имаше изведено преку финансиската полиција во предистрага доволно доказен материјал за господинот Крмзов од Струмица, 15 милиони поврат на ДДВ од управата за јавни приходи со косовски фирми Фантом, кое што обвинение заврши во фиока, односно сите целокупниот доказен материјал заврши во некоја фиока во јавното обвинителство и до ден денеска ние немаме обвинителен акт. И еден од најголемите гревови на државниот јавен обвинител, кога почна да се спроведува таа постапка за негово разрешување во собранието, беше точно тоа. Значи, такви... Да, жал, потоа се случи трагедијата во Кочани. Да, потоа се случи трагедијата во Кочани. И за тоа и им се даде шанса, нели, да спроведат една нормална истрага. Досега она што се работи во истрагата во Кочани, значи од онолку колку што јас имам информации, е на задоволително ниво. Но не сакам ништо да коментирам додека не го видам обвинителниот акт. Затоа што од тој обвинителен акт сигурно ќе има и лица кои што сега се осомничени, кои што ќе бидат иземени заради немање доволно докази, заради немање на постојање на кривично дело кое што се гони по службена должност, каде што јавното обвинителство ќе треба да даде силни образложенија. Веќе имаме уште еден осомничен кој што било. Сега имаме уште еден, да, осомничен, значи се проширува истрагата, што не значи дека па и не може да биде проширена. Сега би сакала да искоментираме еден дел кога веќе споменавме онаа трагедија во Кочани и сето на што е поврзано. Имаше односно обвинителството почнува да ги сослушува и семејствата на загинатите. Е сега од оние информации кои што се достапни на јавноста велат вака, од обвинителството го велат, дека сослушувањето на законските застапници на сите жртви во пожарот во Кочанската дискотека започна денеска, за дента кога е започнато, и се одвива со предвидената динамика. Во обвинителствата во Кочани, Штип и Скопје согласно распоредот кој беше утврден со семејствата на жртвите во соработка со организацијата Сапорт Кочани. Значи, Сапорт Кочани им помага на нешто што треба обвинителството само да го направи. Тоа е добро, лошо, како коментирате. Видете како Бидејќи Сапорт Кочани е на невладина организација. Како невладина организација, добро е заради јавноста и онолку колку што може да проследи, е тоа дека редовно сите законски застапници, значи сите родители или полномошници адвокати, дека ќе бидат сослушани затоа што тие се во својство на оштетени. Знаете, во кривичното право, значи постои начело, доколку немате оштете, немате кривично дело. Разбирате? Овде семејствата на починативе лица се оштетени. Тие во постапкава сега ќе имаат право да си остварат и други оштетни побарувања, тоа јавното обвинителство, нели, во овие распити, сето е должно да им посочи и да им кажи што е и како е. Но, пак ќе се вратам. Ќе правиме силна анализа и силни дебати, откако ќе го видиме обвинителниот акт. Да, се согласувам. Веќе имаме црно на бело. Обвинителниот акт е јавен, значи ќе биде објавен на веб страната на судот, каде што ќе биде распореден, и таму ќе имаме можност да видиме кој за кое кривично дело се товари, со кои действија го сторил кривичното дело, кои докази му се ставаат на товар, кои се ослободуваат од одговорност, немаме доволно докази и така натака. Па тогаш ќе може да се зборува за некаква селективност, за некаква, значи се тогаш ќе зборуваме. Што колку време имаат законска... Видете, првите 3 месеци од истрагата истекуваат на 16.6. Од 16.3, од денот на настанот на пожарот, на трагедијата во Кочани, нели веќе на 17 сабаљето беше формиран обвинителскиот тим кој што ги отпочна предистражните действија заедно со сите институции, и првите 3 месеци завршуваат на 16.3. Но ЗКП, Законот за кривична постапка, дозволува 3+3 месеци да трае истрагата. Доколку они оцена дека треба да продолжи истрагата, треба. Затоа сум јас поборец дека
за да не го оптовариме главниот претрес во судница, да имаме 79-80 обвинети, пак сите да бидат распрашани, па знаете, еден адвокат се разболел, не дошол, па некој не дошол, па одложување. Може до бесконечно. До бесконечно. Значи, затоа сум јас поборец да обвинителниот акт го поделиме во два дела. На една страна да ги офатиме сите оние осомничени за кои што имаме докази непосредно вечерта при настанот. Значи тоа се организаторот на забавата, собственикот на дискотеката, обезбедувањето, понатака внесувањето на пиротехниката, употребата на пиротехниката неовластено и така. Значи тоа се тие дејствија кои што се случуваат вечерта. Вечерта кога се случуваат и настанот. На друга страна ги имаме системските слабости. Значи, лицензниот систем, фалсификувањето на документите. Да се подели на два дела, појасна и ќе биде пофункционално обвинението. Тоа значи дека две обвиненија треба да две обвиненија, затоа што може да има преплетување кај еден кај двајца со системските слабости. Например, собственикот на објектот како извршил пренамена. Тамо е системска слабост кој изготвил градежен елаборат, како го изготвил, што содржал, дали предвидел сите безбедносни мерки и така натака. Значи тоа се е све во доказниот материјал. И затоа викам дека таа состојба би била многу подобра за текот на главниот претрес. Да не се бидејќи имаме случаеви кога веќе се надеваме дека нема да биде да случи овака, меѓутоа имам уште еден случај кој што исто така потресе македонската јавност, а кога беше најголемата трагедија што не си има случајно, ќе се согласиме дека една од најголемите скандали е случајот онкологија. Пред неколку дена обвинителството излезе со информациите и фокусот се става на двајца директори, едни од организации, на тројца лекари. Од друга страна слушаме и дека јавноста прашува па што е со поранешниот министер, сега лидер на Социјалдемократскиот сојуз, кој што во тој период е во суштина и министер за здравство. Генерално, која е вашата оценка за случајот онкологија, оно што го имаме сега како информација од обвинителството, имајќи предвид дека, иако тој претходно го кажа, меѓутоа, една од работите кои што навистина може би го долговлекла целиот процес, бидејќи ова траеше повеќе од речи... Заради вештачењата. Вештачењата. Затоа што во Република Македонија немаме овластен судски вештак од таа област и немаме институција соодветна која што може да изврши такво стручно вештачење. Јас би цитирала и обвинителката, рече, не можевме да најдеме непристрасен и стручен. Сериозна состојба во делот на Законот за вештаци во Република Македонија. Непристрасен вештак, за тоа е навистина... Така. Сега, ајде прво да го искоментираме сите оние јавни поговарања кои што одеа во периодот кога се отвори случајот онкологија. Значи, тогаш јавно се прозборе, дали беа шпекулации, дали не, тоа треба да го докажите обвинителството. Значи, јавно се прозборе за веледрогеријата Пановски и блискоста на тогашниот министер за здравство, господинот Филипче, со веледрогеријата Пановски, околу набавките, прометот и сите тие состојби околу таа биолошка терапија. Од тука, ако обвинителството посвети сериозно внимание на сите тие јавни поговарања како извор за дознавање за сторено кривично дело, тогаш според мене и според моето работно искуство во делот на криминалот, нема жива сила што би го иземала господинот Филипче од кривична одговорност за случајот онкологија. Дури тамо, во тие јавни поговарања, некој нека ги отвори шпекулациите и ќе види, ќе дојди до интимно пријателство на господинот Филипче со тогашните структури, односно со черката на господинот Пановски, која што беше директорка на радиологија, не на онкологија, на една друга од клиниките. Значи, тоа сето беше пишувано по социјалните мрежи, по медиумите и така натака и така натака. На сите тие состојби, јавното обвинителство е единствениот валиден орган за да ние не би шпекулирале, за да ние не создаваме лажни мислења и лажни состојби, дека се тие кои што тоа треба да го истражат и да кажат има одговорност, нема одговорност.
Но, согласно овластувањата кои што ги има министерот, особено во делот на јавните набавки за клиниките и за лекарствата, генерално, значи не може да немат кривична одговорност кај министерот. Значи не може да нема, затоа што тој бил должен да изврши надзор и контрола на сите јавни набавки кои што се остваруваат по клиниките. Затоа што буквално обвинителството вели несовесно биле лекувани. Точно, тоа е сосема друга состојба. Значи таму не можеме да го обвинуваме. Да, меѓутоа и терминални пациенти кои што веќе биле во терминална фаза, им се давала, им се препишувала терапија која што подосна каде завршувала, што завршувала, исто така треба. Тоа е сосема друга состојба, но таму не можеме да го обвинуваме министерот. Зошто? Затоа што министерот слика така, затоа што министерот не учествувал во лекувањето и во препишувањето на лекарствата на пациентите. Тамо учествуваат директорите, кои што се директно, значи, учествуваат и во лекувањето, односно не економскиот директор, господинот од албанска националност, него господинот Васев. Значи, тој е најдиректно инволвиран, затоа што тој како лекар работи и со пациенти. Значи препишува терапии, соодветни, несоодветни, вештаците, неговата одговорност е неминовно голема, исто како и кај тројцата лекари заради несовесно лекување и несоодветна примена на терапија, несоодветна примена на терапија за соодветната болест. Сега, како се одвива понатамошниот промет и како биле изнесувани тие лекарства и како биле продавани на Косово, тоа треба да го покаже истрагата. Затоа викам, за да не шпекулираме истрагата. Да, видиме дополнително, значи треба да го следиме, но тоа е и текако голем случај. Се во прашање големи пари, скапи лекарства, играње со човечки животи, и игра со човечки животи која што значи нема во себе ништо етично и морално. Јас би рекла дека грубо кажано некој си играл Господ. Така. Точно тоа, затоа викаме дека оваа состојба е таква каква што е и од тука никој не може да ми зборува дека не чувствуваат одговорност. Јас секој пат сум викал и за секој случај и на овој медиум сум кажувал дека за одредени состојби, одредени јавни функционери, избрани и именувани, мора да понесат во најмала рака морална одговорност. Ме разбирате? Да. Значи, Че согласуваме за тоа. Ако сакаме, мислам дека јавноста тоа го ако сакаме да градиме една нормална правна држава. Имавме многу скандали изминатиот период каде што буквално нешто што му недостасува на така, да видиме пример на морална. Пак да се вратиме на почетокот на прашањето. Сите тие скандали овозможија мафијата, организираните криминални групи во Македонија да си имаат сопствена држава, да имаат неказнивост и они да се стават на врвот. Да се стават ништо од ова не би можело да се случува, дури ни лекарствата, да речеме, ако во случај да излегувале надвор од Македонија, сигурно не излегувале. Пак тие биле изнесувани по принципот на трговијата со дрога. Значи по тој принцип, тие илегално се изнесувани од Република Македонија, тие не се изнесувани на фактура, не се изнесувани легално на царина. Тоа е све илегално работено. Да, ќе направиме тука една кратка пауза, но ќе се вратиме назад со оно што е доста актуелно и периодов, меѓутоа и некои прашања кои што исто така остануваат да се одговорат. Правиме кратка пауза за реклами и се враќаме за многу кратко назад во студиото. Да, се враќаме назад во студиото, продолжуваме таму каде што застанавте. Пред еден ден, чинам дека беше, министерот Панче Тошковски отвори оно што се нарекува One Stop Shop со Косово, веќе имаме со Србија, ќе имаме и со Албанија. Колку ова ќе ги подобри размената на стоки и услуги, меѓутоа и борбата со криминалот? Видете, генерално значи дека ќе се убрзат преминот на границите и дека ќе се намали времето на чекање, особено во делот на транспортот на трговски стоки, товарниот сообраќај што викаме,
Исто така и патничкиот сообраќај, дека ќе се намали, дека ќе биде убрзана контролата на овие гранични премини, ќе биде, и тоа се придобивки за граѓаните и за фирмите кои што нели ја вршат таа стопанска дејност. И од тука мислам дека тој потез е добар, затоа што ако го земиме во предвид она што се случуваат во Европа, нели, па таму воопшто ги нема тие граници, значи воопшто меѓу земјите членки на Шенген зоната се тргнати тие граници, така да тие граници цврсто досега функционираат само на овој простор кој што некој сака да го нарекува Западен Балкан, кој што јас никогаш не го прифаќам тој термин. Значи, така да ова е добар потез, е за пофалба и дека очекуваме, значи и во наредниот период и со Албанија да дојдеме до една таква состојба, па ајде со Господ напред. Ќе останат уште на две, не, тие две, па не тешко, затоа што приемот на нови членки во Европска унија е една за секој пат. Јас секој пат сакам да бидам отворен и искрен со народот и со граѓаните кога одам на дебати. Приемот на нови членки нема да се случи додека не се реформират Европската унија внатре. Внатре Европската унија има огромни проблеми. Згора на тие огромни проблеми, правно-политички, има и економски проблеми сега. И економски проблеми кои што додатно ја обременуваат целата состојба. Најдоброто нешто што и се случи на Македонија е подпишувањето на стратешкиот договор со Велика Британија. Ако некој го погледне од историски аспект, не сакам сега тоа да го коментирам, вчера го коментирав за еден друг медиум, ако се вратит на фамозната година за Македонија, 1878 година, и ревизискиот Берлински конгрес на Сан Стефано, и сите оние одлуки кои што тамо се донесени во тие 30 денови, во време кога Велика Британија и Франција и имаат објавено војна на Русија за да прифатит ревизија на Сан Стефанскиот мировен договор, ќе дојдете до една ситуација која што историски навлегува дебело во коренот на Македонија. Грешките кои што се направени, санкциите кои што Македонија и македонците ги имаат претрпено од Велика Британија и сегашното цврсто застанување на Велика Британија позади Македонија и македонскиот народ, и видите веќе сега, без разлика што Велика Британија не е членка на Европска унија, веќе премиерот на Велика Британија Странмаер ги викаше европските лидери, и особено Германија и Франција ги викаше во Лондон, и они одеа како мали деца тамо, да не се лажиме. Да не се лажиме. Значи, моќта на Велика Британија е многу поинаква. Не е време сега да го коментираме, јас го поздравувам тоа подпишување. Сметате дека е стратешки добар? Стратешки, национално, безбедносно е ненормално добар. Една за секој пат ќе раскиниме со криминогените структури во Фронтекс. Ако некој стои на врвот на трговијата со мигранти и илегалното пропуштање на мигранти, ако сакате и од Винојуг, секоја вечер колеги се бркаат по автопатите и по магистралите низ Источна Македонија и од Грција, значи тоа е дело на Фронтекс. Некој викаше овде се фалеа дека прв пат се потпишал билатерален договор на македонски јазик со Фронтекс, ајде глупости. Но обвинувањата кои што доаѓа во насока на овој договор е дека токму овој договор ќе донесе мигранти во Македонија. Напротив. Овој Иако договор беше дементирано подоцна. Не, беше демантирано британскиот амбасадор, но што ќе донеси овој договор? Ќе донеси контрола и надзор од многу искусни британски наши колеги од полицијата и од Скотланд Јард, кои што ќе имаат намера суштински и правно да се справат со незаконската миграција. Затоа што Лондон во последниве 10 години стана жртва на организираните криминални групи од калабритската мафија, делот на нивни извршители од албанската популација, стана жртви со насилен криминал, од брутален, од пукање по улиците, од трговија со дрога и така натака, што за англичаните и за Скотланд Јард за прв пат беше непоимливо такво нешто. Но тие не влегоа од Македонија тамо, тие влегоа од Белгија, од Холандија, преку Ла Манш, влегоа, значи, затоа викаме. Но, дека една за секој пат
на овие мигрантски процеси, каде што Фронтекс не се покажа како институција која што имаше честна намера да ја спречи илегалната миграција, туку напротив, Фронтекс овозможи дополнителен прилив на мигранти према Западна Европа, па Западна Европа овозможи дел од тие мигранти да продолжат и према Велика Британија. Значи, тоа се глобални политики, кои што глобални политики за прв пат, стратешки, национално и економски се во интерес на Република Македонија. Зошто? Затоа што и Грција мора да биде санкционирана, затоа што како галениче на Велика Британија пристаништата ги продаде на Кина. Значи, не може Велика Британија да дозволи влегување на кинеска роба на европските пазари без никаков надзор. А ова што ќе го работи во Македонија со таа брза пруга и карго транспортот, значи ќе овозможи нормален увид и контрола на сето што на ќе се што ќе поминува влегува. низ. И факт е, јас не викам дека не, факт е дека најголемиот девизен прилив од транспортот ќе одит можеби во Велика Британија за отплата на кредитите. Тоа не е спорно, но тоа не се кредити, тоа е рамковна спогодба, влечиш толку пари за колку што имаш проект. Вчера, кој слушавте министерката за енергетика, кажа да, Чебрени галишта ќе бидат наш проект, ние ќе земиме 1.200.000.000 како кредит во рок од 7 години и ќе си плативме соодветна камата на тој дел, на толку пари колку што ќе искористиме за тие два енергетски капацитети. Но тоа е долга и широка тема на која би сакал уште на две прашања да обрнеме внимание, од кои што едното во суштина му беше поставено прашање на министерот, при тоа фокусот бе неколку прашања, едното беше поврзано и со тендерот, меѓутоа и министерот и премиерот Христијан Мицковски најавија дека ќе има транспарентна постапка и да видиме какви ќе бидат документите кои што ќе ги достават во јавноста, па да ги прокоментираме, но она што беше уште едно прашање, кога зборуваме за борбата со криминалните групи на терен, имаше пукање во Тетово пред известно време и министерот вели, би сакала да слушнам и ваше мислење дека да, има пукање, имало и најверојатно и ќе има, но многу е важно за колку брз временски период ќе се реши истото. Точно ли е ова, како изгледа ситуацијата на терен и што се случува, од каде е сето тоа оружје, бидејќи предпоставам најголем дел од тоа оружје е нелегално. Ајде да ја поставиме, ако ја коментираме со полициски жаргон состојбата, министерот е во право. Да, пукање имало, криминал имало и ќе има, но многу е битно колку брзо и ефикасно ќе го расветлуваме криминалот и колку брзо и ефикасно ќе го процесуираме. Рак рана, само за тендерот, значи јас се согласувам со ставот и на министерот и на премиерот, да, треба да биде транспарентно, треба да биде јавно, ако има нешто незаконито, имаат институт поништување на тендерот, повторување, така да не е проблем, мислам дека не е проблем, но многу е битно јавноста. Еве, денеска опозицијската партија ги достави документите до антикорупцијска комисија, значи антикорупцијска комисија нека го разгледа целиот предмет, нека види ако има основи на сомнение за некаков криминал, нека излези со соодветно соопштение и така натака. Значи не би се впуштал и не би го коментирал тој тендер до моментот додека не ги видиме документите и не ја видиме целата постапка како е спроведена. Сега да се вратиме на ова што се случи во Тетово на пукањето. Значи јас за неколку медиуми зборував дека рак рана на безбедносниот систем, односно на тоа што викаме имаме релативно стабилна безбедносна состојба, а немаме целосна, не можеме да кажеме дека имаме целосна стабилна состојба, безбедносна состојба во Република Македонија, е тоа што кај граѓаните во Република Македонија се наоѓаат огромен број на нелегално оружје. Тоа е особено во муслиманската популација. Не само кај албанците, кај сите други останати. Еве денеска имаме акција во Батинци, каде што се најдени 643 куршуми, 3 пиштоли и друго оружје, изречена е мерка притвор. Значи, тоа е добра полициска акција за собирање на нелегалното оружје. Значи, за собирање на тоа нелегално оружје кое што остана кај граѓаните од војната во 2001 од конфликтот, значи потребен нас ни е политички консензус на сите политички партии во државава. Значи да се спроведи една сеопфатна, затоа што најголем број на жртви од тоа нелегално оружје се самите албанци.
Тие се на прво место по број на жртви од тоа нелегално оружје. Па после доаѓаат останатата муслиманска популација, како на што беше нели крвната одмазда во село Батинци, па после доаѓаат македонците, каде што доминираат имотно-правните односи, односно должничко-доверителните односи, како состојби кои што доведува до употреба, нелегална употреба на ова оружје, особено затоа што тие кривични дела најчесто се извршуваат со нелегално оружје. Но мене ме радуваат фактот што, претходно спомнав, дека во првиве 11 месеци, во борбата со организираните криминални групи, кои што вршеа насилства, кои што пукаа, кои што каде што имавме платени убиства, каде што имавме нарачани убиства. 8-9 од тие значи имаме ненормално големи, ненормално добри резултати. Значи равчистени се пукањата со штекли, убиството на локалниот пат Долно Блаце, Горно Блаце, ова во Грција со Орхан и така, значи голем во Шиша бар убиството и така натака, значи тоа се големи Тоа е пресметки на меѓу криминалните. Да, но пазете, тоа се големи работни резултати. Вие да дојдите до еден куп докази и целата таа структура на сторители, нарачатели, извршители и така натака да ја обезбедите и да ја изведите пред лицето на правдата и да ги сместите во затвор е многу голема работа, да не се лажиме. Затоа што во претходните 7 години ни едно од тие убиства не е расветлено. Ниту убиството, односно пукањето кај специјалното јавно обвинителство Наима Ети, кај што беше, значи да, Наима Ети, братот на Ајети од Синдели. Да, имаше низа на пресметки на улиците помеѓу клановите, ако може така да. Па убиството исто така нарачано позади на улица Томе Пуре, позади бензинската пумпа во Бутел и така натака. Значи има еден куп. Тие не ни мрдна едно од тие дела не равчисте. И затоа викам дека се додека позитивното кај ова влада е во тоа што немаме коруптивен скандал во првиве 11 месеци. И се додека организираните криминални групи не влезат со пари да ги купат неказнивост, се до тогаш борбата ќе биде ефикасна. Ќе биде долготрајна. Јас не викам дека тоа ќе се реши утре, готово. Од утре нема више да има криминал на улиците. Не, да, очигледно ќе биде сепак борба која што борба која што ќе трае и која што перманентно, но е добро она што го кажал и министерот Панче Тошковски од полициски аспект. За нас како полиција е битно колку брзо и ефикасно ќе го расветлиме кривично правниот настан. Тоа е многу битно. Значи, колку брзо ќе го процесуираме и колку брзо обвинителството ќе поднесе тоа обвинителство. Потоа веќе и обвинителството треба да се превземе работата. Како генерално оценувате, се би го заокружила вашето гостување, како генерално оценувате безбедносната состојба во моментов? Видете, во моментов јас со оглед на сите оние закани кои што одеа до пред потпишувањето на стратешкиот договор со Велика Британија, па после тоа Али Ахмети се зачуте. Тоа треба да го имате во предвид, затоа реков од национален интерес е тој стратешки договор. Значи, ја оценував како релативно стабилна, затоа што имавме сериозни закани дека може да дојде до дестабилизација, до нарушување на безбедносната состојба и така натака, но сега, после ова што се заврши и со излегувањето на таравари од владата и се, што се заврши, што се поделија картите, се очистија куколјот и доброто жито остана и сега веќе можеме да зборуваме за една релативно добра безбедносна состојба во Република Македонија, благодарение пак, ќе кажам, на ефикасноста и на Министерството за внатрешни работи и на целокупната влада на Република Македонија. Секогаш е задоволство разговорот со вас и благодарам многу за разговорот. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше вечерашното издание. Останете со фреквенцијата на телевизија Алфа. Со мене се гледате и утре во За или Против. Поздрав!